Господин Бектеши, добар ден. Состојбата во која се наоѓа угостителскиот сектор во земјава е незавидна поради одлуката 2 недели угостителски објекти да не работат. Во меѓувреме помошта од петиот сет мерки е заглавена во Собранието. Дали сметате дека ако не добијат финансиска помош, ќе биде тешко да опстојат, а со тоа добар дел од вработените и да останат без работа? Првично би сакал да ги поздравам вашите гледачи. Секако дека ситуацијата во дејноста угостителство е тешка, имајќи го предвид и последната одлука на владата по препорака на Комисијата за заразни болести, но секако дека ние веќе сме при крај со дизајнирање на мерка која ќе биде само за угостителските објекти и за туризмот како област во целина, и сум убеден дека наредната недела ќе се деблокира и Собранието, каде дополнително ќе може да добијат и финансиска поддршка за исплата на плата, што ќе значи дека ќе ги зачуваме сите работни места во угостителството и во туризмот, но дополнително на тоа, освен мерките што ги креираме во однос на приходот што ги имале во првите 3 месеци, како грант или пак како директна субвенција, директно и од Македонската банка за развој ќе има бескаматни кредити, каде што ќе има грант компонента за овој многу важен сектор. Очекувате ли дека после првите 2 недели ќе продолжи истата мерка за уште 2 недели неработење? Па не верувам дека ќе продолжи мерката уште за дополнителни 2 недели, имајќи ги во предвид бројките и проекцијата која ја презентирала Комисијата за заразни болести. Јас сум убеден дека нема да останат затворени, пошто сите институции веќе многу будно ја следат ситуацијата, но имајќи во предвид непредвидливоста со ова пандемија, никогаш не се знае, но секако дека ние сме спремни ако има потреба дополнително да ги помогнем. Министер, како ова лето и под кои критериуми ќе може да се патува во Северна Македонија? Како ќе доаѓаат странскиве гости? Дали ќе мора да приложат вакцинален картон или негативен ПСР тест? Значи, до овој момент, откако настана пандемијата со COVID-19, Северна Македонија била една од државите кои ги имала најолабавените мерки во однос на влез во нашата држава, и ние сме убедени дека така и ќе продолжиме. Секако дека со соседите разговараме, се со цел да најдеме решение заедничка која ќе биде воспоставена или пак од Европската Унија или пак во склоп на земјите во Западен Балкан, за да можат сите наши граѓани да патуваат. Ние веќе сме се акредитирале како држава во делот на Safe Travel печатот. Дали на хотелските објекти во земјава ќе им биде наложено да поседуваат сертификат за безбедност во пресретна летнава сезона? И веќе собарските комори заедно со Министерството за економија ги известиле сите хотели во нашата држава за да можат да го обезбедат тој печат во наводници, се со цел сите странски туристи да имат можност да знаат во кои угостителски објекти, во кои хотелски објекти во нашата држава се исполнуваат условите согласно критериумите кои се воспоставени во овој механизам. Тоа не значи дека мора да ги имат, но јас би препорачал сите хотели тоа да го направат, се со цел да привлекуваат што повеќе гости. Министер, и уште 2 прашања за крај. Каква туристичка сезона очекувате со оглед на тоа дека добар дел од аранжманите со туристи од Западна Европа се откажани? Па наведов и претходно дека непредвидлива е ситуацијата, но сум убеден дека подобро од претходната сезона ќе биде, имајќи во предвид дека продолжуваме со мерките и за потикнување на домашните туристи, посебно за регионот на Охрид и Струга, а дополнително на тоа сум убеден дека веќе откако ќе почне и сезоната ќе имаме и поголем број на странски туристи, посебно во овој регион. Ние веќе како Министерство за економија сме во подготовка на јавен повик кој ќе го објавиме, се со цел да направиме дигитален маркетинг и во земјите каде претhodно сме имале значителен број на туристи, се со цел да ги информираме во однос на протоколите, мерките и значи да не ги одложат нивните аранжмани. Дали македонските граѓани ќе можат ова лето да одат на одмор, конкретно во една од најатрактивните дестинации за летување Грција? Па тоа не зависи директно од нас, тоа зависи секако дека и од Република Грција во однос на мерките што тие ќе ги воспостават за странски
туристи. Ние сме веќе во разговори со нивните институции и во зависност од протоколите кои заеднички ќе ги направиме, секако дека нашите граѓани би можело да патуваат не само во Република Грција, но и во одредени други туристички локации. Министерот за здравство разговарал, јас сум разговарал со нивните институции, очекувањата се дека тие ќе направат одредени протоколи за прифаќање на PCR тестови, извештаи за антитела, но и современо ако се воведе во Европска Унија и ковид пасош, секако дека согласно тие барања ние ќе постапиме и нашите граѓани тие ќе можат да ги добијат кај нас се да патуваат напред. Министер Бектеши, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Фала ви многу.